Благодарам на професорката Улчар, кој е и мојот ред, насловот на моето излагање македонскиот идентитет из призмата на хрватскиот печат во периодот 1893-1991 година. На македонски. Ти сам се преразбирав, сам го разбрав. Сам ги приближи на слики. Подготвив не се хронолошки наредени, само чисто да имате визуелно да може да видите зашто станува збор. Создавањето на современата македонска држава и етногенезата на македонскиот народ представувале долг и макотрпен процес кој минувал низ многу премрежења, се соочувал со многу предизвици и пркосел на негирање и репресалии кои биле речиси секојдневие. За жал, живееме во време во кое во Македонија секојдневно сме принудени да се соочуваме со небулози кои се граничат со лудило и не представуваат ништо друго освен повторно повампирување на сеништата од минатото кои никогаш и не исчезна. Едноставно тивко тлеја, чекајќи го моментот да ја одиграат својата роља. На овој начин денес во Македонија се интерпретираат поинакви наративи. Па пред нас стои широката лепеза на нови сознанија, дека македонскиот народ постои од 1944 година, дека илинденците се бореле за создавање на голема Бугарија, дека македонската мајка црква потекнува од собствената бугарска ќерка црква, дека во Втората светска војна Македонија не била окупирана, туку се работело за граѓанска војна помеѓу бугари монархисти и бугари комунисти, односно дека војната во Македонија имала политички концептуален карактер во контекст на подоцнежното уредување. А имаме и толкувања кои тврдат дека децата бегалци од граѓанската војна во Грција заминале затоа што биле комунисти. А во воздухот останува дилемата како е возможно деца од 2, 3, 4 години да знаеле за комплексноста на марксизмот-ленинизмот. Македонската лингвистика, историографија и етнологија со варијабилен интензитет се бореа против овие тежнења за негација на македонскиот идентитет. Меѓутоа во овие мигови се наоѓаат опколени, нападнати од помокните балкански државни доктрини. Но истовремено перфидно се подкопуваат нивните темели од страна на политичката елита. На било која наука да создава нови аргументи и сознанија, но и да ги брани собствените позиции и се необходни финансии кои, за жал, се почесто недостасуваат. Како ние македонците сме се гледале во минатото и како сме го толкувале тоа минато ни е познато. Но борејќи се против неправдата и апсолутизмот би било добро да ги користиме аргументите на другите. Хрватскиот народ на пирамидата на пријатели на Македонија секогаш се наоѓала на врвот, често пати подсамен. И токму тука го наоѓам основниот мотив на ова излагање, да ја покажам на хрватската јавност, но и себе си, како другите во случајот хрватското општество гледало кон македонскиот идентитет и етногенезата на македонскиот народ преку перото и машините за чукање на новинарите кои многу често ги напуштале флоскулите кои биле наметнати од политичките, дипломатските и воените елити. Периодот пред, за време на и по илинденското востание од 1903 година е детално присутен во весникот Хрватски народ, кој во десетици броеви се осврнува на Македонија и македонското прашање во рамките на Османлиската империја. Текстовите варираат од кратки анализи за состојбата во Македонија и тешките услови за живот до лажни, од сегашна перспектива надежи дека при евентуалното востание во Македонија ќе интервенираат Австро-Унгарија, во чиј состав биле и Хрватска, Русија, помогнати од Србија, Бугарија, па дури и Германија. Интересно е, например, како во хрватската јавност се гледало на Македонија од бројот од 1 април 1903 година, 4 месеци пред почетокот на илинденското востание. Така на втората страница е напишено следното, цитирам: во Македонија се уште се случуваат немири и насилства. Турците склучиле некаков договор со грците, па веќе некои млади грци заминале доброволно во турската војска. Тоа им служи на грците само за срам. Вие, кои сте читале било што за старите славни грци уште пред Исус, ќе се зачудите затоа што нивните синови се такви. Но што да се прави, времињата се менуваат, а и луѓето според времето. Крај цитат. Во некои од текстовите има и воодушевување кон македонците поради нивната храброст и одлучност.
Таков е примерот со текстот од истиот весник од 13 мај 1903 година, во кој во делот кој се однесува за Македонија или поточно Macедонија, каде што е наведено, како што е наведено, се опишува еден случај во градот Кјуприлу, тоа е турското име за денешен Велес, во кој еден од членовите на Македонската револуционерна организација, чиј што прежен било Попов, извршил атентат врз една џамија и веднаш потоа се самоубил. Во текстот се цитира и текст од белешката која била пронајдена во мртвото тело на атентаторот, на која пишувал, цитирам: "Јас сум еден од оние македонски витези на смртта, кои се заколнавме дека ќе се самоубиеме по извршениот чин." Крајница. Постојат и бројни извештаи за вооружени судари помеѓу четите на Македонската револуционерна организација, османлиските трупи и башибозукот, односно нередовната османлиска војска. Во контекст на Илинденското востание и по опишувањето на катастрофалната состојба во Македонија, уредникот на весникот ја повикува хрватската и австро-унгарската јавност на следново, цитирам: "Веќе е време да им се помогне на нашите мизерни словенски браќа во Македонија, оние кои Турчинот сака да ги погуби, а тие не се ниту криви, ниту должни." Крајница. Идентификувањето на населението во Македонија флуктуира со текот на времето, кога ќе се направи компарација помеѓу тоа како било идентификувано и во хрватскиот печат на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, како и во печатот во европските и прекоокеанските држави, населението е идентификувано како бугарско или едноставно како христијанско. Меѓутоа, постои една голема разлика помеѓу хрватскиот печат во меѓувојниот период и печатот во европските држави. Имено во периодот помеѓу 1919 и 1941 година, додека во европскиот печат населението се именува како јужно-српско население или бугарско население, со мал број на исклучоци, во хрватскиот печат населението е именувано најчесто како македонско. И покрај официјалната политика на централната власт во Белград, по создавањето на кралството на србите, хрватите и словенците, подоцна Југославија, дека на територијата на повардарскиот дел на Македонија не постои никакво македонско население, туку кон него се пристапувало исклучиво како јужно-српско население, во хрватскиот печат тенденциите биле поинакви. Таков пример е така наречениот Скопски студентски процес од 1927 година, кога на обвинителната клупа во судот во Скопје се изведени 20 студенти и наставен кадар под обвинение за соработка со внатрешната македонска револуционерна организација. Весникот Хрват имал свој дописник од судскиот процес и известувал директно од судењето. Иако во текстот имињата на обвинетите се дадени со тогашните наставки на преземињата, односно на преземињата им е додавано ик за презимето да добие српски облик, во насловите на хрватскиот дописник превладуваат термините македонци, македонски студенти, македонски младенци. Интересно е како индиректно дописникот на весникот Хрват направил дистинкција помеѓу србите и бугарите, кои покажувале константни аспирации кон Македонија и кои заеднички ги негирале македонците и нивното постоење. Така, например, при опишувањето на еден сегмент од судскиот процес против македонските студенти, опишувајќи го изгледот на еден од светоците, дописникот напиша, цитирам: "Во салата влегува крунскиот светок Јордан Гавриловиќ", него ги кажал сите. Чуден е тој тип. Нема изглед на македонец, ниту на бугарин, ниту на србин. Не оддава баш најдобар впечаток. Границата се. И во надписите кои опишуваат актуелната состојба и судирите помеѓу четите на ВМРО и српската жандармерија во периодот помеѓу двете светски војни, членовите на ВМРО се идентификувани како македонствојушчи, односно според кованицата составена во Белград, за да се направи дистинкција помеѓу официјалната бугарска политика и незините аспирации во Македонија и македонските револуционери. Бројните атентати врз личности и објекти кои ги превземале припадниците на револуционерната организација, понекогаш се декларирани како бугарски атентати, понекогаш како македонски атентати. Возможно е да се воочи тој дуализам во идентификувањето при било кој надпис кој се однесува за состојбата во Македонија, како на пример во претходно споменатиот весник Хрват, каде што авторот наведува дека, цитирам: "Македонските комитски банди се видени на бројни места за да продолжи дека сета таа разорна акција на македонските револуционери е најверојатно под водство на Величков, бугарскиот комитски војвод." Инаку, за волја на вистината, се работи за војводата Величко Велјанов Чичето,
родом од селото Црешово во непосредна околина на Скопје. И подоцна во 1934 година, кога се случил еден од настаните кој предизвикал најмногу турбуленции во меѓувојниот период, атентатот во Марсеј врз југословенскиот крал Караџорџевиќ и министерот за надворешни работи на Франција Луј Барту, во текот на истрагата и трагањето по вистинскиот идентитет на атентаторот, хрватските весници пристапуваат на ВМРО како на македонска организација, а говорејќи за Величко Керин, алијас Владо Черноземски, се наведува дека тој, иако имал бугарско потекло, сепак се ставил во служба на, цитирам, македонско-усташко-унгарскиот заговор. Крајница. Македонско-хрватската врска, која датира од објавувањето на зборникот на народни песни на браќата Миладиновци во 1861 година во Загреб и постојано е присутна, ќе изблегне на површина и во едно време кое е најдобриот доказ до кој степен може да оди човековото лудило, Втората светска војна. Именно, по започнувањето на априлската војна, на 6 април 1941 година, и нападот на нацистичка Германија врз Југославија, постоел еден интеррегнум помеѓу навлегувањето на германските трупи во Македонија и пристигнувањето на нивните сојузници од Бугарија. Во тој исклучително краток период, пред да биде воспоставена бугарската окупацијска власт во Македонија и незината масовна пропагандна машинерија за така нареченото обединување на бугарското население од Македонија со матицата, во весникот Хрватска стража, инак орган на усташкото движење, е објавен извештај за германскиот продор на јужните делови од Југославија, кој го носи следниот наслов, цитирам: "Ослободените македонци воодушевено го поздравуваат влегувањето на германската војска во нападената сега слободна Македонија." Крајница. Иако насловот има чист пропагандистички карактер, интересно е како од оваа временска дистанца изгледал ставот на официјалниот орган на усташкото движење пред воспоставувањето на независната Хрватска држава и незиното официјално сојузништво со Берлин и Софија. Периодот по Втората светска војна и заедничкото опстојување на Македонија и Хрватска во рамките на Југославија, македонците во печатот во Хрватска се представени најмногу низ призмата на работните акции, културните достигнувања и секако Македонија, односно градот Скопје, е исклучително присутен во печатот по 26 јули 1963 година, кога не само народите во Југославија, туку и целиот свет направија огромни напори да му помогнат на главниот македонски град кој беше урнизан од стравотен земјотрес. И последната етапа од оваа македонско присуство во хрватскиот печат, во временската рамка која ја поставив, секако е самостојувањето на Македонија и конечното создавање на независна држава по еден век мечтање. Референдумот за осамостојувањето на Македонија е присутен во скоро сите хрватски весници, и тоа со наслови кои ден денес наидуваат на воодушевување. Еве само дел од нив: "Глас за суверена Македонија" во Вечерни лист, "Историски момент за македонската независност" во Слободна Далмација, или пак "Трет Илинден". На истиот весник, за да се покаже континуитетот во македонската борба за создавање на независна држава по Илинденското востание од 1903 година и првото заседание на АСНОМ 1944 година, обата на 2 август, денот на Светилија. Историјата се повторува. Треба да учиме од неа за да знаеме како да се соочуваме со предизвиците кои ни предстои. Свесен сум дека овој мој текст изобилува со цитати, но верувајте ми дека тој е најдобриот начин за да ви ја долувам присутноста на македонскиот идентитет во хрватскиот печат. Би сакал да ви прочитам уште еден цитат онака за крај. "Тоа што се случува во Македонија е значајно за целиот свет. А зошто? Затоа што во таквите случаи властите од секоја од големите држави се обидуваат што можат да искористат. Во најново време некои од властите на големите држави ги пратија своите бродови и војски околу Македонија, доколку се укаже можност секој од нив да земе по нешто. Ако знаеш дека во некоја работа ќе добиеш нешто, тоа за тебе станува важна задача. Мора да знаете дека во такви работи, каде што се мешаат повеќе власти на големите држави, се може да се изроди. Тие повторно се провоцираат, па една со друга и ете, се ќе се сврши. Да не се случува тоа, тие настани не би биле толку важни." Крајница. Овој цитат не е од некој актуелен хрватски весник, отпечатен во втората декада на 21. век. Ова е текст од весникот Хрватски народ од 13. мај 1903 година. И тоа е непобеден доказ колку ние се наоѓаме во
така наречен магиосен круг на постојано повторување на настаните. Повеќе од еден век македонскиот идентитет тивко и тајно тлееше. Тоа тлеење се уште постои помеѓу македонците во Грција и Бугарија, а за жал делумно постои и во Република Македонија. И така, тлејќи некаде под површината, притиснат од времињата на негирање и репресии, обвиен со страф од освета, од обвинение за ретроградност и за останатост, македонецот го чека својот момент. И во моментот кога стравот ги мутира во гнев, народните маси кои не може никој да ги контролира, тогаш кога најмалку се очекува, од нота на душата и громогласно извикуваат и ќе извикуваат: никогаш северна, само Македонија. Благодарам.